Благодарам. Почитувам подпредседател на Собранието на Република Северна Македонија, почитуван заменик генерален секретар, почитувани пратеници, почитувани дами и господа. Пред вас е годишниот извештај за извршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија за 2020 година, кој во суштина е доставен во законски тврдениот рок, но во исто време за поголема транспарентност и достапност на информациите е доставен до пратениците во електронска форма. Годишниот извештај е достапен и на интернет страната на Државниот завод за ревизија за секоја заинтересирана страна. За прв пат од постоењето на Државниот завод за ревизија во изработката на овој годишен извештај со користење на современа технологија овозможивме лесна пристапност до неговите содржини и преку мобилен уред. Во годишниот извештај за завршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија за 2020 година се содржани податоци за 82 ревизорски извештаи издадени во 2020 година, преку кои ние доставуваме објективна информација за работата на ревидираните субјекти. Во однос на показателите од нашето работење со ревизиите во 2020 година, зголемивме отвод на ревидираните расходи во однос на вкупните буџетски средства, а значително се подобрани показателите за спроведувањето на ревизорските препораки, што укажува на фактот дека придонесот на Државниот завод за ревизија кон зајакнување на институциите и менеджерската одговорност е се позначен во нашето општество. Во нашите ревизорски извештаи, без оглед на видот и целите на ревизиите, освен за состојбите кои ги констатиравме кај субјектите предмет на ревизија, укажуваме и на системските слабости, односно слабости и недоречености во регулативата во одредени области. Со укажување од потребата за нивно надминување, даваме придонес за зајакнување на правниот систем и создавање на поволен амбиент за понатамошен развој на нашите институции. Во континуитет вложуваме во понатамошниот развој на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција и подобрување ревизорските процеси согласно меѓународните стандарди и најдобрите практики на земјите членки на Европската унија, како и во надградбата на професионалните вештини и знаења на нашите вработени. Токму овие вредности се предуслов за извршување на задачите на Државниот завод за ревизија на начин што ќе му обезбеди на Собранието Република Северна Македонија и на другите заинтересирани страни доверба и уверување дека извештаите за извршените ревизии и годишниот извештај како целина содржи точни, објективни и базирани на факти и информации, утврдени состојби и препораки без влијание на субјектите за ревизија и други фактори. Имајќи ја на ум големата одговорност во насока на континуирана гаранција за нависоко ниво на квалитет на ревизорските извештаи, главната задача на Државниот завод за ревизија ќе остане ревизорските наоди да бидат видливи до пошироката јавност и да имаат позитивен ефект врз неа. Секојдневно работиме во насока на зголемување на транспарентност, отчетност и одговорноста во користењето на јавните средства, односно користењето на средствата на даночните обврзници со цел медиумите и граѓаните да бидат наши сојузници во стварување на нашите стратешки цели. За таа цел континуирано преземаме активности за зголемување на бројот на засегнатите страни и со задоволство може да истакнеме дека бројот на нивниот број во месец декември 2021 година изнесува 380, што споредено со крајот на 2020 година представува зголемување од 100%. Мало пояснување што во суштина значи засегнати страни. Засегнати страни во суштина значи мапирање на сите заинтересирани субјекти, вклучувајќи портали, дневни вестници, неделници, медиуми, радиодифузери и така натаму, во кои што во моментот на објавување на конечниот ревизорски извештај се доставува информација до целокупните засегнати страни дека на тој ден е објавен конечниот ревизорски извештај со цел да биде запознаена пошироката јавност за утврдените состојби. Исто така, започнувајќи 16 ноември 2021 година, започна да функционира и Facebook страната на Државниот завод за ревизија, со што и преку овој медиум ги пренесуваме информациите до пошироката јавност. Државниот завод за ревизија, како врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, е членка на Европските меѓународните организации на врховните ревизорски институции и исто така соработува и со значајни меѓународни организации. Оттука значаен обем на активностите во 2020 година беа спроведени на меѓународен план. Државниот завод за ревизија во 2020 година со спроведување на ревизија на успешност
придонесе кон исполнување на целите за одржливи развој, што во суштина представува една од клучните активности во тамошниот период на сите институции во јавниот сектор. Како дел од активностите во рамките на компонентата 3 од Твининг проектот подобрување на навршната ревизија и парламентарниот надзор, делегации на високо ниво од Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија и Државниот завод за ревизија на Република Хрватска учествува на состанокот со претседателот на Собранието Република Северна Македонија господин Атала Џафери за презентирање на изготвениот нацрт меморандум за соработка помеѓу Собранието и Државниот завод за ревизија, нагласувајќи ја потребата од зајакнување на соработката меѓу двете институции, особено за разгледување и постапување по доставените ревизорски извештаи. Се очекува наведениот меморандум да биде подпишан во најскоро време во нареден период. Посветено ќе продолжиме со заложбите кон уставна и целосна финансиска оперативна независност на Државниот завод за ревизија. Ќе го продолжиме процесот на одржување на доверба, препознатливост на работата на Државниот завод за ревизија и заштита на средствата на даночните обврзници. Благодарам на вниманието.